почитувани представници на медиумите, почитувани македонци и македонки, почитувани граѓани на Република Македонија, она што беше шпекулација изминатите денови во јавноста и онаа шпекулација која што вчера Зоран Заев ја кажа пред јавноста дека е шпекулација, излезе дека е вистина. Зоран Заев и Никола Димитров прифатиле решение кое што пред малку ви беше презентирано, решение за кое што прв пат бевме денеска информирани за време на средбата која што требаше да биде од информативен карактер. ВМРО ДПМН останува на ставот кој што беше повторен во минатото во многу наврати, дека нема да поддржи промена на уставот, а со цел промена на уставно име. Целокупниот процес се водеше во тајност, целокупниот процес се водеше екзибиционистички, беа загрозувани националните и државните позиции на Република Македонија. Патот до целта е јасен, интеграција до Европската унија и НАТО, но очигледно дека траекторијата е различна. ВМРО ДПМН, ќе повторам, нема да поддржи промена на устав, а со цел промена на уставно име. Повелете за прашање. Конкретно траекторија ВМРО? Да, како ќе да за Поготово ако името, ако името се базира на Илинденска Македонија, нешто што е идеологија на ВМРО. Денеска за прв пат бевме запознаени со предлогот кој што Зоран Заев и Никола Димитров го прифатиле. Истиот ќе биде представен и презентиран пред органите на партијата и понатаму партијата благовремено ќе информира јавноста. На овој момент нашиот став е непроменет и повторен во многу наврати во минатото. Ви благодарам. Па мислам дека ви беше презентирано дека предлогот кој што го пред вас представи господинот Заев дека предвидува и промена уставното име. Односно име, како што слушнав, за севкупна употреба, тоа подразбира и промена устав. Господин Мицковски, освен опсегот и уставните измени кои што ВМРО пријата, тоа е став неприфатливи се, која е позицијата на ВМРО ДПМН за предлогот од Република Илинденска Македонија? Ние во минатото во многу наврати сме кажале, јас лично, представници на партијата, дека она што е стекнато право и не треба да се крива димна завеса дека тоа представува некаков епохален напредок во преговорите, како што е јазикот, националноста, кодовите за меѓународна кореспонденција МК и МКД. Единствено нешто за кое што се преговара е разликите што нашиот јужен сосед ги има со нашето уставно име. Очигледно дека ние сме прифатиле промена на уставот со цел промена на уставно име, а ние денеска тоа го дознавме. И во име на тоа јас ви кажувам дека ставот беше повторен на ВМРО ДПМН во многу пати во минатото, го повторувам и сега. Органите на партијата ќе бидат информирани по ова прашање. Ви благодарам многу. Ова дека вие не го прифаќате ова. Ви благодарам многу. Кажавме јасно што е.